Како? Нико, замрзнавме, Нико. Нико е домакин човек, па често знае да седне со пријателите на еден пијалок и муавет. Ова е воздушна бања. Овде идат луѓето да се лечат од цигари, од напорниот градски живот. Ние често овде идиме недела да си поминиме убаво, да си свариме кафенце и да се поседиме. Неколку животни приказни се поминали низ оваа куќа. Што направивте, ме запаливте оган? Чаве дрва се. Книгата не гори на луѓето. Консултации со колегите од групата за изборот на песната се главна тема пред малиот концерт. Се думав за песна од Вилен за Следњок. Алесандро Сафина, Луна ту. Има и таму едно оперско пеење, има така? Има таму висини баш доста може да се покаже со Не глас. посетиш нешто како беше, малку не се сеќавам. Luna tu, quanti sole canti che risuonano. Тоа е твојот последен избор? Ајде ти предложам нешто јас. Мислам дека ти имам чуен наш многу добра пееше It's My Life од Bon Jovi. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. Советот е прифатен, па што да очекуваме вечерва? Ќе откажам на сцена. This ain't a song for the broken hearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're
како што нашите гледачи и нашата публика со истата енергија го проследи овој последен настап. Како си задоволен? Уморен? Прашајте ги нив како се задоволни. А како е задоволна нашата жири комисија? Ке дознаеме сега. Не, прашајте ги нив како се задоволни. Ова се е за нив. Пријателе Нико, дали се сеќаваш дека јас и ти имавме прилика да разговараме едно 15 на секунди, толку ни беше дозволено? И еве ќе ти кажам тука пред целата македонска јавност, ќе ти признаам дека имав лоша проценка. Ако се сеќаваш, јас ти предложив ти да бидеш идол на повеќе генерации. Значи не само на тинејџерките, туку и на овие 20 кусур годишни вака. На средовечни жени, на вдовици, разведени, остаени. Ама не си ти тој тип. Ова сепак најмногу ти лежи. Годините го кажуваат тоа. Гледам дека си роден кога Калиопи првпат помисли да престане да пее. Која година? Не как прашувај која година. Кога првпат помисли да престанеш да пее? Никогаш. Ова сакам да ти го кажам. Продолжи вака и понатаму. За мене вечерва ти имаше најкомплетен настап. Благодарам. Нико, прегледувајќи ги снимките последни од предизборот на 20 мина, кој што влеговте сега во ова финале, нема да ја заборавам твојата фача, кога ги дискутирав, поготово бидејќи влезам многу самоуверено, како да знаеш дека птичката веќе одлетала на гранка, и кога почнав да зборам за тоа, ова не е место каде што се пеат шансони, опери. Ќути, Тони, молим. Пееше се од тоа што можеше да се испее, буквално отпеа се, и покажа дека навистина имаш апарат кој што можеш да го трансформираш во секоја варијанта. Што е посебно тешко на оние кои што учеле класично пеење, класиката и поп музиката немаат врска едно со друго. Тоа е број еден. Ти докажа дека го можеш и едното и другото, а ова што вечерва го покажа е токму она што Игор го искоментира. Ја нема да должен повеќе. Уживав. Јас сакам кратко само пред Тони да продолжам. Да ви го честитам трешниот празник. Мене секој ден ми е празник, сонце мое. И во истина Ама ти благодарам. заради тоа што мајка ми седи в публика. Да. Да го честитам празникот на жената. Тоа можеш, на мама да го честиташ можеш. Браво. Тоа е празник на мајките, не е повеќе на жените. Оти денес машко-женско е дискутабилна работа. Имам уште нешто да додадам. Роден си на 19.12.1987. Абе, кој се омажи? Бев веќе една година во брак. Тоа беше мојот прв брак. Но, она што е поинтересно е дека во оваа година ми излезе мојот албум Роđeni или Бато, добро познат. Па тебе, како не те крстиле Бато? Да. Како не те крстиле Бато, мама? Добро, јас сум земен заради баланс во годините во ова метузаленско жири. И ние младите ќе се разбереме, нели? Вака, нема да те подвојам ни тебе од другите вечерва, се подвојувате самите по своите оригиналности. Вечерва видов оперски пејач кој знае да изгледа како рокер, видов водител на црковен хор кој исто знае да откачи на сцената, видов фудбалер, видов човек кој се занимава со спорт, кој знае да изгледаат сосема поинаку од оние стереотипи кои што луѓето се навикнати да ги мислат околу тие професии. Дечки, бевте оригинални сите од прв до последен. Публиката сега ја има таа тешка задача да одлучи кој од вас ќе биде. Нико, ти само се вклопи во морето совршени 10 дечки овдека вечерва. Алал дека ви е. Благодарам. И Ивана. Значи, ги молам присутните овде во ова студио на Идолот да ги поздравиме и идните 10 кандидатки за следниот понеделник, нашите 10 убавици!
И долот има и своја убава страна, една Ивана, другите се оние 10 девојки Калиопи, тука не. Така добро, јасно. Океј, и да кажам дека сите ваши мајки може да бидат горди на вас апсолутно и татковците апсолутно, доколку се потврди тоа, нели? Горда ќе биде и публиката, верувам, она барем што ќе гласа за тебе и што ќе те донесе во големото финале, во оние топ 5. Направете го тоа, гласајте за Нико, него гласовите му се потребни. Ти благодарам. И вас. Со еден твој пријател. И ќе го заокружиме настапот на Нико со поддршка на Ристо, негов добар другар. Ајде малку да прокоментираме накратко. Здраво, здраво. Како си задоволен од настапот? Можеш ли он повеќе да ни... Супер, го затвори шоуто на достоинствен начин. Браво. Има поддршка од сите другари? Има доста поддршка и го знаеме Нико што одамна и веруваме во него, во неговите гласовни способности и сценски изведби. Така. Ти остани овде и уживај до крајот, а до тогаш имаме уште време.